почитувани, во текот на вчерашниот ден, преку соопштенијата за јавност, беа изнесени неосновани повеќе ставови и обвинувања за попречување на активностите за проверка и прочистување на избирачкиот список. Во врска со соопштението, испратено од Државната изборна комисија, би сакале да потенцираме дека ние, како членови на овој орган, воопшто не бевме запознаени, нити консултирани за неговата содржина, и од тука сметаме дека дел од наводите изнесени во соопштението се личен став на претседател на Државната изборна комисија Борис Кондарко. Во тој контекст би сакале целосно да се оградиме од наводот дека ние, поединечно или заедно, на било кој начин, ги обструираме или спречуваме активностите поврзани со прочистувањето на избирачкиот список, како што тенденциозно се посочува и во соопштението од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Покрај тоа, ние во ниту еден момент не сме ја попречувале работата на Државната изборна комисија како орган надлежен за водење и ажурирање на избирачкиот список. Но исто така е факт дека од завршувањето на локалните избори во 2013 година па до денес Борис Кондарко како претседател на ДИК, кој има законска надлежност да ги закажува и води седниците, воопшто не закажал седница или работен состанок на кој би се дискутирало за избирачкиот список. Надлежноста на водењето на избирачкиот список е исклучива надлежност на Државната изборна комисија утврдена со изборниот законник, што значи дека ДИК има водечката улога во тој перманентен процес. Работата на избирачкиот список не е прашање за надгласување или прашање за тесно партиска дневна политика. Водењето на избирачкиот список е една од основните алатки на овој изборен орган. Точно е дека во моментот работи работната група за проверка на избирачкиот список, која е воспоставена од страна на Управувачкиот комитет за изборна реформа, чиј член е и претседателот Кондарко. Работната група има за мандат да спроведе проверка на податоците во избирачкиот список согласно претходно усвоената методологија. Со работната група претседава членот на ДИК господинот Бедредин Ибраими, а во работата учествуваат представници од сите надлежни државни институции, вклучувајќи ги и Министерството за внатрешни работи, Државниот завод за статистика, Управата за матична евиденција, како и представници од поголемите политички парламентарни партии. Согласно информациите кои ги добиваме од колегата Ибраими, работната група функционира безпрекорно, при што сите државни институции, вклучително и Министерството за внатрешни работи, се исклучително професионални и демонстрираат висок степен на подготвеност за соработка во однос на сите обврски кои произлегуваат од работната група, а кои се однесуваат на доставување на прегледи и информации во однос на податоците кои се неопходни за проверка на избирачкиот список и евентуално отстранување на одредени недостатоци. И во конечниот извештај на ОПСЕ и ОДИХР за локалните избори 2013 година, во однос на избирачкиот список, е констатирано дека од 2010 година па наваму Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи извршија неколку управни проверки на податоците за починатите и запишаните граѓани. Според Министерството за правда и Министерството за внатрешни работи, како и Државниот завод за статистика, избирачкиот список е точен до степен на технолошките капацитети, при што ОПСЕ укажува дека е потребно само, цитирам, ревизија на постапките за составување и одржување на избирачкиот список, што ќе придонесе до подигање на јавната доверба во список. Од тука сметаме дека наводите кои ги изнесува претседател на ДИК и СДСМ се крајно некоректни и тенденциозни, со цел јавноста да добие погрешен впечаток дека надлежните институции не ги исполнуваат своите законски обврски поврзани со ажурирањето на избирачкиот список. Сметаме дека Република Македонија веќе неколку изборни циклуси поред докажува дека има капацитет да спроведе фер и демократски избори согласно меѓународните стандарди и практики, зашто добивме потврда и од мисијата на ОПСЕ и ОДИХР и од другите релевантни домашни меѓународни институции. Благодарам.